Електричните автомобили се соочуваат со бројни ограничувања, почнувајќи од најголемото, а тоа е ограничен досег. Во споредба со автомобил со дизел мотор, досегот на електричниот автомобил грубо земено е намален за половина. Тоа и не би било толку проблем доколку полночите за електрични автомобили ги има почесто. Ограничување број 3. Времетраењето на полнењето е долго. Трае со часови. Постојат и брзи полночи, меѓутоа во Македонија постојат само 2. Јас имам извозено десетици илјади километри со електричен автомобил и секогаш прашањето е доколку и најдам полнач, доколку и имам полнач по пат, дали тој ќе биде слободен или ќе треба да чекам некој да наполни пред мене часови. Постои убедување, може би е поточно да се каже, стравување дека батеријата на електричните автомобили ќе откаже, ќе се расипе. Веднаш штом ќе престане гаранцијата која што изнесува, односно трае меѓу 8-10 години, 100.000, 150.000, 200.000 километри. Згора на се. Постојат некои убедливи тврдања дека производството на електричен автомобил повеќе ја загадува животната средина отколку производството на автомобил кој што нормално би си возел на бензин, дизел. Секако дека е важно и тоа електричната енергија која што ќе потроши овој автомобил да биде добиена од одржливи извори. Значи, нема смисла да се вози електричен автомобил ако енергијата што тој ќе ја наполни е добиена од јаглен. Како што го наведував секое ограничување со кое што се соочуваат електричните автомобили, јас се оддалечував се повеќе од овој електричен автомобил. Доколку бев купувач кој што размислува за електричен автомобил и верував во тие ограничувања, јас во овој момент ќе бев многу далеко од секаква намера да се решам за електричен автомобил. Дали светот навистина бега од електричните автомобили? Не би рекол. Токму спротивното. Овој автомобил поседува една одлика која што ќе ме поштеди од многу објаснување, а таа изгледа приближно вака. Четиристотини 28 конјски сили. Volvo EX30, еден од најважните модели на автомобилската сцена во моментов
важен за тоа што се случува општо со автомобилите, исто колку што е важно на 31. јуни во 14 часот да најдеш ваква сенка со ваква звучна заднина. Ова е електричен автомобил, целосно електричен автомобил, батериски електричен автомобил, од кој што не се очекува допрва да постигне нешто, туку е автомобил кој што веќе го ослободува својот потенцијал, односно веќе постигнува нешто, а тоа е трет најпродаван батериски електричен автомобил во мај, тоа е според последната статистика, по Tesla модел Y и Tesla модел 3. Трет најпродаван модел е Volvo EX30 со преку 7000 продадени примероци. Пред во мај е пред Volkswagen ID4 и Volkswagen ID3 и таа е водачката петорка во моментов. До појавувањето на EX30 постоеше се уште некакво двоумење, сомневање дали Volvo навистина ќе успее толку да ја истурка својата одреденост во насока на електромобилноста. Односно, Volvo е една од првите марки, меѓу првите марки, што јасно се заложи за целосно приоѓање на електричен погон и можеби во почетокот изгледаше дека сето тоа е премногу амбициозно и дека нема да се реализира, меѓутоа сега се покажува дека швеѓаните многу добро си ја познаваат својата марка, знаат во која насока треба и мора да се движи марката и затоа го понудија овој модел кој што сега постигнува еден од најголемите скокови во последно време се создава една атмосфера, една слика, дека побарувачката за батериските електрични автомобили опаѓа. Дека купувачите повеќе не се интересираат за електрични автомобили. Тоа е лажна слика, која што има друга заднина и ќе објаснам понатаму кон завршетокот на тестот, ќе објаснам која е подетално причината, меѓутоа во основа Европа е во војна. Односно, си ги потроши парите кои што претходно ги имаше замислено да ги вложува во електромобилност, во субвенции, во изградба на фабрики, во поддршка на производителите, финансиска да преминат на производство на електрични автомобили, тие пари, тие средства се потрошија на нечии туѓи војни, а тоа е Украина. И сега, тоа секако дека не може да излезе во пресоопштение, излегуваат разни аналитичари кои што кажуваат дека ете побарувачката е намалена, се смалила финансиската моќ, интересот на купувачите, меѓутоа Европа во моментов во овие години не може да го поддржува развојот на електромобилноста како што тоа беше до пред Украина. И за година или две повторно ќе бидат електричните автомобили на сцената, ќе бидат звезди. Тоа е вистината. Да се вратиме на убавите работи. Швеѓаните прават убав дизајн. Шведски дизајн, препознатлив дизајн. Тоа што EX30 го двои од останатите електрични автомобили, каде што аеродинамичност, односно нискиот отпор на воздух кој што е важен за да се намалат отпорите на возилото и да се постигне пониска потрошувачка на енергија и батеријата да има подолг досек. Сето тоа е испишано со огромни бројки. Кај Volvo секако дека постои аеродинамичност, меѓутоа не на сметка на тоа да биде исплакнат дизајнот и автомобилот да изгледа како сапунче, како Тесла. Значи Тесла многумина имаат одбивност кон електромобилноста токму поради дизајнот на Тесла. Ова е чиста спротивност. Значи има остри рабови, остри линии, не изгледа како да е избрусано за да му се избруси секаков карактер. Туку напротив, ги има овие светла на Тор. Значи тоа се провлекува. Овој дизајн бил предвиден уште во времето кога првпат се појави XC90 со овие светла, беше уште тогаш известно дека овие светла ќе се користат и кај електричните автомобили
кој што се појавија после долги години. Дизајнот е тоа што плени, дизајнот е тоа што уверува во способноста на овој автомобил, односно во електричноста на овој Volvo. Напред, дури е и поумерена дизајнерската порака, пораката на дизајнот, отколку што е странично и назад. Странично, Volvo EX30 изгледа многу бензински. Односно, ги има истите контури, истиот израз, истиот стил како останатите автомобили кои што ја сочинуваат главнината од уличната слика, меѓутоа се препознава дека е Volvo, се препознава дека е EX30 кој што е забележан на сцената и не му треба никаква дополнителна помош за неговото присуство на улица да се истакне повеќе. Дизајн. Дизајнот е тоа што го создава. Дизајнот ја прави целата емоција. Не емоцијата дека автомобилов оди на струја, па ајде условно народски кажано да паѓаме во несвест, туку автомобилов предизвикува емоции поради дизајнот. Изгледа како да е набиен. Изгледа како Volvo, како што изгледа Volvo, меѓутоа како да е набиен. Volvo XC60 како да е ставен на преса и швеѓаните сето тоа убаво мајсторски, инженерски врвно го имаат сведено за да го добијат ова парче автомобил Карпа. Тука се случуваат чуда. Линијава се качува, тоа е веќе својствено за дизајнот на Volvo. Покривот е двобоен, испишано е EX30, многу умешно, многу ефектно. Титула, важна титула, една од двете титули кои што значат нешто на сцената. Едната е автомобил на годината во Европа, а другата е избор на светски автомобил на годината. Volvo EX30 е светски автомобил, светски урбан автомобил на годината. Затоа урбан ќе објасна малку повеќе подосна, меѓутоа чуда се случуваат. Ова е многу моќно. Ова е кога не би бил дури и без електричниот погон, поради овој дизајн и поради овој концепт, EX30 пак би бил успешен модел. Секој агол прикажува некој нов лик. Прикажува некој ново светло. Тоа е успешен дизајн, жив дизајн. Ги има одликите на дизајнот на Volvo, меѓутоа сето тоа е унапредено, поместено во насока на технолошки напредок. Значи, овие светла укажуваат на технологијата, навестуваат дека овој автомобил има технологија која што е над стандардната. Volvo EX30 се води како модел од градската класа, како SUV од градската класа. Значи, тој припаѓа во истиот сегмент на Peugeot 2008, на Opel, Mokka,
на Jeep Avenger, на новиот Citroen C3. Меѓутоа, тоа што е конципиран, конструиран како електричен автомобил, воопшто не постои, значи, опција за да се вградува бензински, а уште помалку дизел мотор. Тоа прави просторноста, практичноста, значи вредностите на практичноста и функционалноста на овој автомобил, просторноста, да биде споредлива со Volvo XC40, односно со компактна класа. И тоа се тие придобивки на електричниот погон. Електричниот погон, поголемата флексибилност и различната форма на суштинските компоненти кај електричниот погон овозможуваат сосема различно искористување на кабината. Нема тунел долу, не е предвиден простор, тунел во кој што ќе се сместуваат катализатори, оксидатори, Господ знае што се придушувачи, издувни лонци. Назад нема потреба да се вградува резервоар кој што има многу незгодна форма, многу неправилна форма. Меѓутоа има батерија која што е тенка, која што е по цела површина долу, која што има фантастично практична форма и за тоа се овозможува, тоа во основа овозможува покрај други фактори, овозможува просторноста на електричниот автомобил, на овој EX30, да биде споредлив со компактен автомобил. И тоа е целата фасцинација. Слично е со Рено Меган, со електричниот Рено Меган, кој што е намерно, французите го направија покомпактен, значи е 4,20, меѓутоа внатре е просторен исто колку Меган со бензинец, односно класичните компакти. Иако каросеријата му е 20 до 30 см по-куса во споредба со моделите кои што си обстојуваат со класични погони. И тоа е всушност изненадувањето, затоа Volvo порачува мал Volvo SUV кој прави големи работи. Една од тие големи работи е кабината. Звукот при затворање на вратата. Многу импресивна работа. Затоа велам дека е како карпа. Да не измислувам многу, се си е напишано тука. Volvo XC40, Volvo EX30. Должина XC40 4 метри 44. EX30 4 метри 23. Меѓуоскин расстојание 2,65 кај EX30, 2,70 кај XC40. Ова како изборни резултати да читам. Висината на просторот за глава напред. Значи, тој простор. 1058 тука, кај 40-ката 1030, значи 28 мм во предност. Должината на просторот за нозе се мери од стандардно се мери, значи кукли се поставуваат како за краштец слични, од седиштето до педалата. Кај EX30 се 1063, кај XC40 се 1040, значи 23 мм е дури во предност EX30-ката. Назад просторот кај 30-ката е 974 мм за глава, значи висината наспроти 994 кај 40-ката. Тоа е заради тоа што покривот подоцна почнува да паѓа кај XC40 затоа што е подолг. Меѓутоа далеку од тоа дека нема простор за глава, тоа се ќе го покажам подоцна. Должина на простор за седење 821 мм кај 30-ка, наспроти 917 кај 40-ката. Добро, ја има таа разлика, меѓутоа
мора да ги земеме предвид тие 20 и кусур милиметри кои што ги има повеќе напред, значи кај 30-ката. Ширината точно 1400 милиметри кај 30-ка, 40 милиметри повеќе кај 40-ката. Или може би различно кажав. 1346 кај 30-ка, 1429 кај 40-ка. Висината на 30-ката е 1549, значи каросеријата е толку висока, наспроти 1647. Разлика од 10 сантиметри. Меѓутоа, во возењето, многумина се изненадуваат од тоа што зад воланот, во кабината, стекнуваат чувство како да се во многу поголем автомобил, како да седат практично во самата 40-ка, што е изненадување. И тоа е корист придобивка од електричниот погон. Не пречи, постојат модели кај кои што подот е малку повисоко. Тоа може би се чини дека не се забележува во возење, меѓутоа тука ја има целата таа висина на просторот кај Volvo, не се одзема од просторот. Батеријата е веројатно по-ниска и многу по-правилно вградена отколку кај некои други модели кои што се конструирани можеби со некој мал пропуст. И подречјето во кое што најмногу одстапува Volvo од шемата, од здодевната шема. Производителите со години наназад се обидуваат да најдат во која насока е најдобро да се направат тие промени и да се постигне кокпитот да изгледа свежо и ново. Volvo го направи тоа. Насоката на целата бранша на менувањето на кокпитот е во поедноставување, а токму швеѓаните се мајстори во тоа да направат едноставноста да биде уметност, односно едноставноста да изгледа богато. Тоа се детали, површини, смисла која што ја имаат луѓето, генетски ја имаат, и сето тоа прави кокпитот, внатрешноста на EX30 да биде сменета, меѓутоа сменета во добра насока. Сето тоа да биде допадливо. Воланот е коцкаст. Тоа дава спортска нота, малечок е компактен, обработен волвовски, со површини на допир, кои што од првин се изгледа, се чини дека не работат многу прецизно, меѓутоа откако ќе се свати дека треба точно да се постави прстот на полињата, значи без допирање на рабовите, се функционира безпрекорно во тој случај. Следната промена е тоа што тука се рачката на бришачите е префрлена. Значи на левата страна, на иста рачка се трепкачи, светло и бришачи. Комби рачка, Мерцедес пристап, со тоа што светлата се разликуваат, значи од принципот на Мерцедес. Меѓутоа, светлото се активира на тој начин што едноставно се долго светло, автоматско или автоматско светло, значи само со повлекување напред-назад на рачката, значи многу природно, тоа е интуитивно, тоа е стандард цело ова време. Со бришачите се ракува, значи има тука две копчиња и понатаму се избира, значи интензитетот, останатите подфункции се избираат со ротирање, а на десната страна, односно, е рачката за избор на програми на возење и П. Значи, едноставно, кога ќе заврши возењето,
притискате во пес и излегувате од автомобилот, ништо дополнително нема, повлекување рачки, исклучување копчиња, нема никакво копче на контакт. Значи, едноставно излегувате, а си заминувате, автоматски се заклучува или, ако сакате да бидете посигурно, допирате со прстот на рачката на вратата за да се заклучи пред очи, да ви се заклучи волва и се заминувате. И тоа е се. Тоа е, значи, директно пред возачот. Тоа е полето на екранот на камерата. Значи, има камера која што има безбедносна функција и препознава дали, значи, ако доколку јас ја задржам главата на страна, се загледам кај што не треба, подолго отколку што тоа е вообичаено во условите на сообраќајот, тогаш ќе ме предупреди. Акустично ќе ме предупреди камерата, понатаму препознава и трепкање, брзина на трепкање, односно препознава замор и во тој случај доколку таа интелигенција вештачка препознае дека сум заморен од возење, ми испраќа пораки и ми кажува да одморам. Тоа е функција која што веќе одамна ја има. Централното место ја има дисплејот. Чудно е колку е разбирливо, разумно сето сведено околу ракувањето на овој автомобил. Значи, се е природно. Не треба многу измислување што и како, не треба многу вежбање. Едноставно се навикнува човек каде се функциите, како се допира доаѓа до одредена функција и понатаму се е многу едноставно. А од друга страна, тоа што нема команди на климата, па автоматската клима, меѓу другото, укажува и тоа дека се работи автоматски. Значи, ја избирате само температурата и понатаму се си функционира автоматски. Значи, нема зошто да се забележува за тоа дека немало механички копчиња. И вакви фини детали прават задоволство кога ќе се забележи колку се внимателно изработени и отмено, благородно изработени. Вакви детали. И кај вратите одлично се забележува тој пристап на сведување на минимум. Ова е сосем нова форма на рачка и изгледа многу пријатно, задоволство. Внесува расположение ракувањето, нема тука затворање на овој лак, значи тоа е отворено за да може да се пристапи до джебовите многу полесно. Многу од материјалите се рециклирани, меѓутоа веќе одамна имаме научено дека рециклирањето денес е врвна технологија, значи тоа не е искористување на отпадот колку да не се фрли, туку е искористување на отпадот за да се направи и произведе материјал со многу подобри својства од појдовниот материјал. Значи едноставно се користат ресурсите за да се произведе нешто вредно. Седењето назад. Простор за колена има. Има висина. Ова е сепак модел кој што има стаклен покрив. Ова е врвното ниво. Единствено може да се каже дека клупата е малку за нијанса по-ниска во споредба со компакт моделот компакт класа. Меѓутоа, просторноста, можноста стопалата да се постават зад седиштето, што е важно за да може да се воопшто да се седи пријатно назад. И овде веќе има некои чудни инсекти. Се задоволува. Значи и висината на клупата, просторот, да, меѓутоа, малку пониско се седи и веројатно е малку покуса оваа површина, меѓутоа, сепак мора да се земе предвид дека ова е модел од градската класа, урбана класа, премиум модел. Изработката е шведски честна.
Значи, овие джебови во вратите се обложени, значи не е ставено само колку да има джеб, туку има тука некаква постава внатре. И сето тоа е многу пријатно на допир. Сигурно и тоа е рециклирано, никому ништо тоа не пречи. Меѓутоа, овој детаљи, вакви детали укажуваат на финишот. Значи, тука е штепувано е ова, со контраст на некоја боја. Истото го има, значи, назад рачките за вратата се обложени, се тапацирани, истиот финиш се повторува назад, истиот овој металик финиш го има и назад, истите рачки, истите површини, джебови, па, многу е честно. Багажникот располага со 311 литри. Значи, тоа е згодна опција, што секогаш може да се прекине отворањето, за да не удира тука во гранки. Тоа е пример за завршна изработка. Така треба да биде изработен еден багажник на автомобил кој што припаѓа во премиум сегментот. Значи, има рачка за ова полица долу да се подигне. Има цврста полица која што држи. Нема податок колку, меѓутоа со сигурност е преку 50 кг може да издржи оваа полица. Долу има дополнителен простор каде што се сместуваат каблите и плюс има уште едно вдлабнување каде што веројатно за сепак Икеа. Доаѓа од земјата на Икеа. Ќе се најде функција и за овој простор зашто е оставен долу. Дополнителен. Фантастично, квалитетно изработено. Се е тапацирано, меко тапацирано, богат. Ова е Мерцедес тапацирано. Куки, 4 куки, кои што се метални. Значи, ова држи. Тука може да се постави и прибор, велосипеди, што и да е. Значи, сето тоа е држачи, односно за велосипед. Сето тоа е направено шведски честно. Приклучок за 12 волти. Осветлување има многу темелно, лед, нормално осветлување. Има од страна овие простори за да се остават нормални работи, тесности, например, за бришачи. Тука е сместен триаголникот, безбедносниот триаголник. Фантастично. Докаде досега таванот? Ова само швеѓани може да го изведат. Значи таванот, платното досега до самата заптивка. Финиш. Шведски финиш. Долу. Значи, секако дека задната клупа се соборува. Со отмено притискање на копче. Тука е полицата сместена, значи нема потреба да се наоѓа простор каде ќе се смести полицата, има доволно простор и се добива многу правилен простор, значи нема никакво издигнување. Тоа овозможува, значи, да се користи овој простор и меѓу другото рекламира Volvo дека во овој дел собира комода, стандардна комода на Икеа. Тоа е мерило. И очигледно е зошто е конципиран овој простор вака, зошто е изведен толку рамно, мазно и честно, уште еднаш ќе кажам, за да може да се сместат правилно
по-габаритни предмети, значи без да се расклопува овде, собира многу правилна форма. Како изгледа овој совршено рамен простор и материјал, значи квалитетен материјал со кој што е обложен целиот простор, па дури и овие гребени тука, не знам како да ги крстам, и тие се обложени. Значи, тоа е љубовта со која што швеѓаните и швеѓанките ги изработуваат автомобилите. Еве полицата. Може би има некој уште по-добро место како да се смести, кое што јас во моментов не можам да го најдам. Тоа сигурно го имаат предвидено швеѓаните, меѓутоа сигурно имаат предвидено и дека има такви други како мене што нема да знаат што да прават со полицата, па место да остават дома. Еве тука и джепчиња има, значи. Со практичноста не разочарува. Дури на тој начин ја искористуваат предноста на електричниот погон. Значи тоа што спомнав дека назад нема резервоар, значи има батерија, има други нешта, има електромотори, има контролни електроники и слични нешта, меѓутоа токму отсуството на резервоар класичен, кој што има условно кажано глупава форма, значи отсуството на таков резервоар тука ја прави оваа слобода и оваа правилност на форми. Тоа е просторот за, значи под оваа полица која што има носивост, каква што секогаш кажувам дека треба да се внимава за багажникот. Тоа е тој простор долу, меѓу просторот, и дури и овој простор тука го имаат оставено. Практичните швеѓани, еве тука е сместен компресор за пневматиците. Еве колку внимаваат на овој детај, значи за да не преоѓаат нештото што ќе се стават тука, да не се тркалаат навнатре. Многу нешто се внимава. Сето тоа се години искуство на швеѓаните во конструирањето автомобили, семејни автомобили кои што се направени да траат и човек да не сака да ги смени. Тоа е Volvo. Сето ова е димензионирано за да трае. Толку. Нема што повеќе човек да размислува или да мисли дали се влежиштил или не. Ете. И полицата. Значи внимавано е и таа да биде со помала должина, за да може полесно да се ракува со неа. Требаше да се очекува дека и оваа полица ќе биде изработена едноставно. Значи и тука се покажува печатот на Volvo. При допирање на оваа површина, значи се гледа дека составот е предвиден, направен за да може лесно да се чисти оваа полица која што вечно е правлива, па веројатно кај некои помалку внимателни собственици е и често валкана. Тоа се тие фини зафати на Volvo. Покрај механиката, возењето, безбедноста, волвовството. Внатрешноста е изведена како некој посеќавање да работел кокпит на автомобил и раководејќи се според сеќавање од тоа како некогаш изгледал кокпитот на автомобилите, направил кокпит што е подобар, свеж, што внесува
некакво чувство, значи не е тоа стерилно чувство, далеко од стерилно. Формите, боите, материјалите, изборот, значи начинот на ракување, сето тоа е сменето и тоа прави всушност уживање. Не е разликата кај Volvo X30 само во тоа што е електричен автомобил, туку се е направено да биде различно, па и ракувањето. Значи, во основа се сведува, ракувањето се сведува на овој дисплеј, кој што е веќе познат од Volvo, исто како што е познато и соработката со Google. Значи, за ова да функционира, влегуваат во игра и некои имења кои што се од компјутерската, односно од IT индустријата, како Qualcomm, од каде што доаѓаат процесорите и сиот тој моќен софтвер, кој што се покажа дека е проблематичен за производителите, некогаш. Ракувањето е мощно интуитивно, јас ќе речем, значи природно. Копче Home, на кое што се прикажуваат, значи има основен приказ, основните податоци за возењето, значи јас имам уште 200 км досег, батеријата е полна 47%, тука се покажува дали ми се вклучени автоматски бришачи, светла, навигација, радио, тука е за телефонот, јас не го имам поврзано, и тука се основните функции за апликациите, а доле се, значи тие се секојаш функции кои што се фиксни, нацртани се. Тука се доаѓа до апликациите, може да се вчитаат нови. Поврзувањето со мобилен телефон изненадувачки брзо функционира. Озвучувањето е Harman Kardon. Значи ова е, тука има средишен звучник, кој што ја прави целата драма во звукот, Harman Kardon. Значи име, не е ново во Volvo, далеко од ново. Тука е, значи, аудиото, основното местење на температурата, на греењето на воланот и на седиштата се мести. Значи, тука, со овој приказ, меѓутоа, за подетални функции се пристапува на ова копче и тука веќе се добива сосем едно богатство, едно изобилство од функции. Значи можам автоматска да изберам, мануелна програма, исклучување на климата, брзина, останати функции. Тука е и копчето, односно командата за рециркулација, која што е од суштинска важност за нашиот воздух, односно за нашиот возен парк. Многу ефектно се прикажува сето тоа. Квалитет на воздух 8. Значи го мери квалитетот на воздух. Частичките, PM частичките, ги мери, прикажува колку е. Тоа е мощна корисна функција. Зимно време би било и паничење. Тука се избира, значи, што да се случува со возилото кога е паркирано. Дали да се лади, дали да се грее, тајмери. Сето тоа се избира тука. Меѓутоа, ќе ја исклучиме климата, затоа што нека не се троши батеријата. Нека служи за покорисни работи. Тука има разладување природно. И тоа се функциите за ракување со возилото. Значи, автомобилските функции. Само што ќе се пристапи, значи се брзи контроли. Светла е ретровизор. Ретровизорите се местат тука, лев, десен. Нема прекинувачи. Значи нема прекинувач за ретровизорите. Тоа е направено со цел да се заштеди. Значи, тоа се трошоци кои што по автомобил
донесуваат заштеда од 1, 2, 3, 5 евра, меѓутоа кога ќе се направи серија од 100.000, 200.000, милион автомобили, тоа е огромна заштеда, која што не оди само во корист на производителот, туку и на купувачите. Значи, тука се ракува со ретровизорите и понатаму со нив, кога ќе се избере, понатаму со правецот се ракува преку воланот. Значи, многу интелигентна работа, фолд има, значи, преклопување и може да се отвори колку се разликува. Значи, нема касета пред совозачкото седиште, меѓутоа пак има касета, а каде е таа? Волво. Ете. Толку е практично, достапно, значи колку е опасно. Многу возачи имаат погрешено кога во тек на возење посегнале по касетата пред совозачот и неретко се случувало да се повлече воланот, значи тоа е многу опасна ситуација. Кога се посегнува возењето по касетата, тука е веднаш директно долу пристапна и за возачот, и за совозачката. Значи, неверојатно практично решение, тоа е интелигенцијата и слободата која што ја носи денешното време. Слободата за нештото да се направат различно. Тоа е One Pedal Drive, значи таа е на брзи контроли. Тоа служи главно при возење во град, за да не мора да се притиска цупирачките, односно возилото запира само кога ќе се отпушти педалата за газ и сето тоа се случува многу интуитивно, многу природно. Понатаму има, значи, забришачи функции, отворање на ГПК-от, на багажникот, осветлувањето амбиентално, може да се изберат 4, односно 5 програми. Тоа е се темите, односно инспирацијата. Шума, нормално, шведска шума и сонце, архипелаг, и тоа е шведско. Многу ми намислат дека Шведска е снег и студ, а уствари всушност Шведска е полна со шуми, со вода, со сонце, прекрасна земја, па и насмеан народ. И Nordic Twilight, секако, и нормално. Northern Light, северната светлина. И тоа влијае врз амбиенталното осветлување, кое што се прикажува тука и во вратите на овој простор. Многу ефектно, значи архипелаг, нека биде ова, најблиску до нас. Тука се избира колкав да биде интензитетот на осветлувањето, нормално. Во Македонија сакаме многу светло, а и шведјаните сакаат светло многу, затоа се внимава, затоа го овој покрив, значи многу стаклен покрив и воопшто целата кабина е осветлена, е фантастично добро осветлена и шведјаните секогаш внимаваат на тоа. Значи секогаш мора да биде добро осветлена. Тие први почнаа да комуницираат за тоа колку е добро осветлена кабината. Ова е мени за статусот на возилото, значи тука се добиваат и податоци за возењето. Ова е еден интересен график за тоа што се случувало претходно во поглед на потрошувачката и ова е најдобриот податок. 17,3 киловат-часови во мешани услови на возење. Тоа е многу добар податок кој што отстапува од оние 20 до 22 киловат-часа колку што трошат модели со од компактна класа.
Значи многу добра вредност, одлична вредност. Секако може многу лесно, не треба човек да се мисли како да излезе од одредени функции, секојаш го има ова копче. Тоа е многу добро осмислено мени. Значи мени кое што го не е правено на памет, туку е правено врз основа на искуствени податоци. Некој седнал, го користел софтверот, менито и дошол до заклучок дека тоа е најдобро мени, не е користено мени на компјутер во лабораторија. И settings, ево settings-от има, значи цело чуда, вистински чуда се случуваат тука. Драйвинг, значи многу брзо функционира и дисплејот е квалитетен, значи не прави забуна дали сум притиснал или не. Системи за асистенција, One Pedal Drive го има и тука, значи го има и како на брз пристап, го има и тука. И најфамозната Performance All-Wheel Drive, тоа е кога се вклучуваат, значи, двата електромотори, и предниот и задниот електромотор, за да се добијат оние 428 конски сили. Јас го исклучувам, значи, сега ми е исклучен, за да постигнам пониска потрошувачка на гориво, на енергија. Тоа се сите можни, значи, понатаму функции, многу прегледно изведени. Еквилизацијата има неколку основни поставувања, звукот е фантастичен. Нормално тоа на камера, односно на снимка на која што оди на нет не може да се пренесе целосно. Звук, систем, Google, што е партнер на Volvo за сите, значи за целата ова функционалност. Полнење, да не забораваме дека ова е сепак електричен автомобил. Значи 47% има наполнето сега, може да се избере до каде да се полни, значи до 80% полнење, во тој случај би било многу побрзо полнењето, затоа што преостанатите 20% секогаш кај сите електрични автомобили се дополнуваат многу побавно отколку до 80%, меѓутоа тоа не минува сега. И може да се направи, значи, јас кога ќе се вратам, можам да ја приклучам на приклучок и кога ќе дојде, значи, со тајмерот, кога ќе дојде ефтина струја, значи, во 22 часот, едноставно ќе почне полнењето, а не морам јас да се симнувам, да ракувам со приклучокот, туку едноставно автоматски си се врши тоа. Почнува полнењето, профили, многу прегледно, висока резолуција, брзо, отнено, скапо. Сето тоа говори во корист на овој систем на Volvo. За внатрешноста може да се избира меѓу повеќе видови материјали, бои и финиши. Значи тука го има, превладува овој стил. Значи тоа се рециклирани материјали, меѓутоа јас повеќе би ги нарекол техноматеријали, значи материјали кои што се конструирани, дизајнирани, проектирани за користење во автомобил. И се подобри од оние што ги мислиме дека се подобри, а поради тоа што се природни. Не смее да отсуствува и овој детал кај секој Volvo, знаме, шведско. Стаклениот покрив. Фиксане, не се отвара. Нема ниту заштитна навлака да се за заштита од сончево зрачење, затоа што поседува топлинска изолација. Кај седиштата, ергономијата, тоа е категорија во која што швеѓаните од секогаш брилгирале. Значи, седењето е фантастично, правилно, комфортно, со одлична поддршка. Материјалите не предизвикуваат никакво потење, иако се работи за, значи, летно време, иако е
значи жега, никакво потење не се јавува, тоа се квалитетни материјали и дизајнирани. Во врвното ниво има и електрично ракување со возачкото седиште. Отворите за воздух се интересно изведени и тие се дел од амбиенталното осветлување, значи учествуваат во драмата, инсценирањето на оние теми 5 кои што ги прикажав предходно. Иако изгледа дека внатрешноста е во сива боја, во тонови на сиво, нема црвени, жолти, сини, значи пак сето тоа изгледа многу пријатно. Сепак возењето се доживува преку тоа што се гледа, преку шаренилото што се гледа, преку прозорците, така што дополнителни бои во внатрешноста не се потребни. А во ги има, во форма на амбиентално осветлување. Тоа е клучот, че нема никакви копчиња на него. Едноставно се има клучот со себе и тоа е се. Ова е просторот каде што е наменет за полнење на мобилни телефони или таблет. Значи, тука има и стеги кои што го присуствуваат за да не шета. Тоа се гумени. Тоа е гума. Оваа површина тука е многу практично оставена за одлагање најразлични предмети и, што е најдобро, тука има простор заштитен за да се остават дополнителни дребулии, а тоа се командите за прекинувачите. Значи, намерно е избегнато поставување кабли дополнителни во вратите, што е скапо, поскапо, односно го комплицира производството, значи намерно е избегнато влечење кабли натаму, дополнителни кабли, значи само најосновната, и затоа овие прекинувачи за прозорците се поставени тука. Ако сакам да ракувам со задните прозорци, тогаш имам тука копче риер. Тука е заклучувањето на вратите и уште една корисна функција, значи ова е преграда. Значи под подпирачов за раце е изведена оваа фјока. Можам да ја извлечам до половина за една чаша, можам да ја вовлечам, можам да ја извлечам за 2 чаши или да се постави нешто друго тука. Тоа е таа Volvo култура. И лизгањето, самото лизгање е отмено, е волвовски. Значи, тоа е премиумот. Внатрешниот ретровизор нема рамка, значи за да се намали одземањето на видното поле. Повторно како функционира оваа преграда. Нестандардно. Што е со просторот за мотор? Овие не требаше да паднат. Меѓутоа, тука е дополнителен простор, дополнителна преграда за оставање. Па, веројатно, валкан, чизми, спортска опрема, некои елеци или нешта кои што човек не сака да ги внесе во багажник или во кабина. Па и тоа мора да е изведено шведски.
И заклучокот. Volvo со EX30 направи електричен автомобил кој што е свеж, кој што се разликува од шемата, одстапува од шемата и внесува оригиналност. Концепиран е како SUV. Тоа е прв модел од градската класа, првиот SUV модел со електричен погон од премиум класа кој што се нуди на пазарот и постигна фантастичен успех. Конкуренција за сега нема. Нема друг модел кој што е премиум и кој што е целосно електричен, односно развиен е како целосно електричен модел. И тоа им се допадна. Volvo како имидж се поврзува со електромобилноста, меѓу другото и поради тоа што сите досегашни револуции и иновации кои што ги има внесено Volvo биле успешни. И луѓето веруваат едноставно дека Volvo ќе биде добар Volvo и кога ќе вози на струја. И затоа одговорија така, пазарот така одговори на доаѓањето на овој модел и направија, купувачите направија, го потврдија успехот, привлечноста на моделот, го потврдија со тоа што тоа е трет најпродаван батеријски електричен модел воопшто на пазарот после Тесла, после двата модела на Тесла. И носи воедно и огромен раст во продажбата на Volvo, значи носи голем скок од некаде околу 1/3. Продажбата на електрични возила на Volvo е зголемена за 60, преку 60% со доаѓањето на EX, така што навистина менува многу овој модел. Тоа што го одликува е широкиот диапазон. Може да биде и достапен модел, значи со основната батерија, која што има и различна хемија, значи тоа е LFP батерија, која што е нешто поедноставна, меѓутоа е сосем доволна, меѓу другото и поради тоа што обезбедува цената да биде подостапна. Наскоро на нашиот пазар ќе се понуди EX, добив информација, потврда дека наскоро ќе се понуди верзија која што ќе чини 35.000 евра, што веќе отвора еден нов круг на купувачи. Меѓутоа, колку што може да биде основен, достапен, секојдневен модел, толку може да биде и се во едно. Овој примерок е со 428 конски сили и со 2 електромотори и со батерија која што има нешто понапредна хемија, меѓу другото овозможува и поголем досег кој што е над 450 км, значи 475 дури декларира Volvo. Меѓутоа, не е само моќноста, туку е и способноста. Возливоста. Возните својства импресионираат, кои што се произлегуваат од балансот, од подвозјето, од батеријата која што е ниско долу и од тоа што автомобилот е концепиран како малечок XC60. Значи, ова е само смалена димензија. Конструкцијата е таа, нема штедење. Во возењето, навистина импресионира. Импресионира со стабилноста, со сигурноста која што ја има возачот, значи, иако јас го возев, денес ја пробав таа динамика, таму каде што дозволува патот, и иако е со заден погон, значи не го вклучува в предниот електромотор, пак се контролира, па не само што се контролира лесно, туку и лесно се предвидува што ќе се случува понатаму доколку се зголеми динамиката. И тоа е одлика на добро конструираните автомобили. Тоа што исто така го одликува е дизајнот, не е исплакнат дизајн, туку има стил, има отменост, има имидж, значи говори нешто. Volvo сепак не може да направи автомобил кој што ќе личи како сапунче. Дизајнот е многу успешен, ги има обележјата на Volvo, кој што низ последните генерации на класични модели на Volvo се воведуваа како тор светлата, значи тоа е сега дел, доведе до тоа да тие практично се обележја кои што требаше да станат обележја на електричните модели. Тоа е стилот и внатрешноста, кокпитот. Кокпитот е направен како што спомнав претходно. Значи, како некој посеќавање да правил автомобил после 100 години пауза, после смак на свет, како да направиле автомобил посеќавање. И направен е подобар кокпит од кој било друг кокпит кој што требало да биде направен со намера, со замисла да биде направен подобар од класичните кокпити.
Тоа е тоа што разликува. Од рачките на вратите, до ракувањето, до отворањето на средишната преграда, до рачките, до бришачите кои што се преместени на левата рачка, до амбиенталното осветлување, бојата, седиштата, материјалите, сето тоа треба да се доживее и вреди да се доживее. И тоа го прави овој модел да биде впечатлив. Volvo EX30 е автомобил за кој што сцената зборува и за кој што ќе зборува уште повеќе. И како што ветив во почетокот, дали електромобилноста навистина забавува, дали навистина купувачите губат интерес за електричните автомобили, дали тоа е само еден тренд кој што одминува и ќе згасне. Не. Како што спомнав, Европа во моментов нема пари, нема средства, нема финанси да ги вложи во понатамошен развој, напредок на електромобилноста. Тоа ниво кое што е постигнато до сега може да се одржува. Значи, малку ќе се подзабави тој напредок, а тоа значи, не значи само производство на автомобили, туку треба и батерии за тие автомобили да се произведат, треба суровини да се обезбедат, треба да се изградат нови фабрики, треба да се постават нови полначи, треба да се субвенционираат автомобилите, да се продолжи со субвенционирање. А зошто нема средства? Затоа што Европа, како некое наивно дете, си ги потроши парите на војна која што не е нејзина, која што Америка ја води во Украина и кој што европските земји ја финансира на еден начин. Германија е во кусок од 60 милиарди евра, што никогаш не се случува токму во време на Украина и Америка. И нагло беше прекината таа поддршка, субвенцијата, масивната субвенција која што ја ужива електрични автомобили во Германија пред нова година, чинам дека беше 17 декември. Сите беа затечени. Не им се веруваше ни на германските власти, политичари, не им се веруваше и ниту на производителите, никој не го најави тоа. Како најголем пазар за електрични автомобили, Германија ја изгуби таа поддршка, изгубија производителите и сето тоа влијаеше за целиот пазар, значи падот на електричните автомобили, падот на поддршката на електричните автомобили во Германија, да предизвика лажно, бидејќи тоа е масовен пазар, значи масивен пазар, големен пазар, падот на Германија повлече да и целиот европски пазар, значи целата продажба на автомобили, на електрични автомобили, на европскиот пазар да почне да бележи минус. Шведска исто падна како пазар, исто ги изгуби субвенциите. Во моментов втор најголем пазар за електрични автомобили е Белгија. И што ќе се случува понатаму? Значи, Европа, европските земји немаат пари, ги потрошија парите на Украина, немаат пари за да продолжат да градат нови фабрики, нови технологии, полнаши субвенции, потрошени се парите. Значи, додека помине некој одреден период, има поголеми, многу поголеми познавачи на пазарните случувања на автомобилската сцена, кои што можат точно да предвидат после колку години би се вратила таа динамика во продажба, меѓутоа може да сметаме дека тоа би била година, 2, 3, 5 години, кога повторно ќе има субвенции и кога повторно ќе почне оној голем раст. Далеку од тоа дека инвестициите кои што изнесуваат стотици милиарди евра досега направени во електричниот погон, дека ќе пропаднат или дека овој автомобил после 20 години ќе биде нерелевантен, дека после 20 години ќе се возат пак масовно, ќе се возат бензинци. Не, тоа е само еден мал прекин, една мала пауза, која што е наивна пауза, која што треба да помине додека продолжи
поддршката на електромобилноста во Европа. И тука се јавува Кина. Кина се јавува како дисциплина, како воведува дисциплина. Европските производители и понатаму би продолжиле да се постапуваат по своје доколку Кина не притискаше со електрични автомобили. Зошто продажбата на електричните автомобили во Кина не само што не паѓа, туку и притискаат за да се продаваат на европскиот пазар. Тоа е малце индикативно. Значи, сепак е вештачки произведена таа заблуда, таа атмосфера, состојба, верување дека електричните автомобили, луѓето повеќе не се интересираат. Не, државите немаат пари да го поддржат интересот на купувачите. А прашањето околу нашата најубава Македонија и електромобилноста, тоа е прашање на политиката. Досега единствено политиката, односно државата, владите кои што биле досега, не умееле да ги поддржат електричните автомобили. Тоа е од една страна незнаење. Значи, досега ниту една влада досега не покажала дека го разбира автомобилизмот, значи развојот, стратегија, како треба да изгледа една автомобилска стратегија. Значи, не е автомобилска стратегија да отвориш Мобиле Д, да видиш кои коли се најефтини и да ги донесеш тука, односно од бугарските плацеви. Туку стратегија е да се предвиди каков возен парк ќе има државата, дали тој возен парк ќе биде добар за животната средина, дали тој возен парк ќе им предизвикува зголемени трошоци на македонците, дали треба да се заштитат македонците од тоа да вложуваат во автомобили кои што се вреќа без дно. Значи, до сега се купува автомобили со 186.000 км, стари 20 години, нормално, премиум марки. Волво беше поштеден, затоа што е малку поинаку толкуван како премиум марка. И се купуваат, значи, такви автомобили кои што секогаш имаат 186.000 км, се возени од баба и кои што едноставно изгледаат убаво затоа што се полирани. Меѓутоа се покажува дека тие автомобили имаат поминато 1.000.000 километри, дека можеби кај нас ќе го издржат купувачите, ќе собствениците на такви користени автомобили ќе издржат трошок 2.000 евра за првиот поголем дефект кој што ќе се случи известно време од како ќе го купат тој автомобил, тоа се година-две. Меѓутоа, кога ќе дојде веќе следниот дефект кој што ќе чини повеќе од колку што вреди автомобилот, значи ако автомобилот вреди 2.000 евра, а дефектот чини 3.000 евра, тоа е автомобил кој што завршува на отпад. И затоа се случуваат отпади секаде. Кога ќе излезете од Скопје, првото што го гледате се отпади. И тоа е реалноста. Колку пари изгубија, загубија, им се потрошија, им пропаднаа на луѓе со тоа што не беа советувани, не беа подпомогнати во изборот од властите со тоа да им укажат да се постави една рамка, да се ограничи какви возила ќе се увезуваат, дали е добро да се увезе таков автомобил со 1.000.000 километри кој што служи само за комшијата да го види. Тоа се реалните македонски ситуации, а можевме да научиме многу. Електричните автомобили. Кај нас ние сме неутрални. Македонија е неутрална во поглед на електромобилност, односно е во интерес да се движи во насока, веќе да се движи во насока на електромобилност. Македонија ниту има фабрики за електрични автомобили, ниту има воопшто за автомобили, не за електрични, за автомобили, ниту има погони на добавувачи кои што произведуваат клучни компоненти за мотори со внатрешно согорување, значи клипови системи за впрскување, слични системи, издувни системи за... Ниту пак имаме нафта, ниту пак тргуваме нешто посебно со нафта, ниту пак сме нешто релевантни со некоја компанија на пазарот на нафта. Сите тие нафрлувања во насока на електричниот погон се во нечи интерес. Електричниот погон не им годи на производителите на земјите кои што имаат изградена масовна индустрија за мотори со внатрешно согорување. Помислете само дека пред 100 години
автомобилите биле луксузна стока, недостижна стока. Денес е направено моторот, кој што се состои од илјадници компоненти. Значи, тоа е фантастично сложен механизам. И замислете дека е постигнато еден мотор да чини 1000 евра со најнапредна технологија. Толку чини развојот, производството на еден таков мотор, кој што има илјадници. Значи, од некогаш дел во автомобил кој што некогаш пред 100 години бил недостижен. Значи, бил исто како да помислиме да купите денес приватен авион. Значи, толку бил ексклузивен автомобилот. И да доаѓаме до ситуација кога производството на тој мотор е фантастично достапно, ефтина. Значи, тоа индустријата го постигнала. Масовната, скалестиот ефект. Значи, постигнала да го произведува моторот масовно, ефтино, насекаде. И сега таа индустрија треба да го одземете тоа што го вложувало со години и треба да ја префрлите да произведува електрични автомобили, односно компоненти за електрични автомобили. Секако дека тоа се влијателни, значи самите држави кои што имаат развиена економија со автомобили, не име од интерес да во основа, не име во интерес да ја подржуваат електромобилноста, така што на сцената се туркаат и такви приказни дека електричните автомобили се палат, се гаснат, нечинат, се расипуваат. Значи сето тоа е суптилно сервирано. И тоа е исто како во некој блогер кој што има 200.000, односно не се сега блогери, сега се инфлуенсерки, кој што има 200.000 следбеници, да и се најде во ќесичка како на времето, да и се најде во ќесичка купена со замрзната квизарца, да се најде глушец. Значи тоа е напад врз тој супермаркет од кој што го купила таа. Значи во суштина се разбирам. И сега на таа индустрија треба да ја одземете таа моќ, треба да ја натерате да прави од ново. Од друга страна, уште поголемо влијание, значи поголем притисок врз против електричните автомобили го вршат компаниите кои што вршат експлоатација и трговија со нафта. Секако дека производителите на нафта, земјите кои што експлоатираат нафта и кои што тргуваат со нафта, а тоа се земји кај нас во Европа, ние само цениме дека тоа се Блискиот исток дека е највлијателен, меѓутоа не. Компаниите кои што работат, кои што вистински тргуваат се европски компании, американски, холандски компании. И ако може војна да се води поради нафта, зашто тогаш тие компании кои што тргуваат со нафта, имаат интерес од нафта, би ги дозволиле електричните автомобили. И затоа Македонија може да биде многу неутрална, независна, да го поддржува електричниот погон. Тоа е, меѓу другото, и вложување во собствено производство на енергија, отпаѓа увозот на нафта. Значи, се плаќа увоз на нафта, се плаќаат акцизи. Производството на електрична енергија, еве го. Значи, ова сонце произведува електрична енергија. Долу има река, долу има акумулација. Сето тоа произведува. Таму некаде има ветерница. Сето тоа произведува енергија за овој автомобил. Дури и производство на батерии, значи, со таква енергија, доколку Македонија има масовно производство на електрична енергија, а за тоа има многу убави најави сега. Значи, доколку привлече фабрика за батерии, тоа ќе значи практично и повлекување, задвижување на целата бранша, на целата економија во насока на електромобилноста. Тоа се големи философии кои што во некоја пригода ќе ги продолжиме да ги разглабаме подетално. Време е за враќање назад од оваа прекрасна планина, која што многумина ќе препознаат
која е, се јави навигацијата, добро. Меѓутоа, ќе ја чуваме за репортажа. Тука Волво има досег 180 км, 53% наполнетост на батеријата, меѓутоа предстои спуштање надолу. Вклучено ми е возење со така наречен One Pedal Drive, а тоа значи дека на спуштање надолу нема да запирам, туку ќе оставам рекуперацијата да функционира. Значи не е толку сложена како што изгледа. Settings, driving. Ете, One Pedal Drive се вклучува, се исклучува. Тука е и фамозната функција на Performance All-Wheel Drive, значи тоа е кога двата електромотори се активни. Практично ракување како со мобилен телефон. One Pedal Drive. Надолу е прашањето колку енергија ќе се поврати. Значи 180 км досег со неколку спринтови. Сепак се работи за искачување, инаку потрошувачката до тука изнесуваше некаде во просек 17 кВт на 100 км, што е вредност за радување. Сепак се работи за модел кој што е од Б класа, значи тоа е класа на Polo, Punto и класата е таа, меѓутоа електричниот погон, концепцијата, конструкцијата на целиот автомобил прават овој Volvo EX30 да биде класа над градски автомобил. Не само во поглед на големината, туку и во поглед на зрелоста на возните својства, а посебно со перформансите со кои што повеќе спаѓа во категоријата на спортски автомобил, отколку во категорија на автомобил кој што служи само да се отиде секој ден до работа и да се врати човек после работа во градски метеж. Иако електричниот погон, како што досега сум кажувал, секогаш е благодет во градскиот сообраќај, во метежот, за тоа што нема никакво напрегање ниту за возачот, а уште помалку за механиката, односно електриката. Тоа е прекрасна природа македонска. Друго е 30 степени, односно 23 степени. 23 степени е тука температурата. Друго е температура на 1500 метри, а летна, а друго е летна температура во хаосот урбан наречен Скопје. 1 километар досег добив до тука. Има интересен приказ и на енергетскиот биланс, меѓутоа тие опции ќе ги прикажам дополнително. Возењето е мазно, тивко, суверено, самоуверено. Сепак е Volvo. Тоа што Volvo денес е дел од концернот Geely, инаку голем и моќен концерн, се помоќен и се поголем и се повлијателен, не значи дека овој Volvo е создаден од инженери од Кина, кои што најмалку треба човек да ги омаловажува или подценува, туку само значи дека инженерите на Volvo добиваат плата од фирма која што е со седиште во Кина. И тоа е целата приказна околу тоа, дали Volvo се произведувал во Кина, дали развојот бил во Кина. Целата разлика е во тоа што адресата од која што ги добиваат платите, значи местото на кое што им ги прават платите, така наречено народски,
пресметуваат платите е Кина. Volvo секогаш правел нешто различно со автомобилите. Во времето кога сите правеа аеродинамични автомобили, односно тоа главно се однесува на германските производители, кога беше аеродинамичност, кога се трка производителите да направат колку е можно поаеродинамичен автомобил, што подосна испадна дека повеќе беа градинарски, значи тоа беа премногу топло беше од тие кабини. Значи, тогаш уште производителите не знаеа, не беа свесни колку ќе се загрева автомобилот кога ќе се направи каросеријата под началата на аеродинамичноста, па со големи стакла, со навиднати стакла, со малечки покриви, со заоблени страници. Тие возила беа како оранжерија. Во тоа време Volvo остана верни на своите 740, 940, односно модели кои што влечеа корени од 240 серијата фамозна. И беа во право. Ништо не им недостигаше. Можеби при 200 на час со нивната коцкаста каросерија трошеа малку повеќе, односно многу повеќе. Меѓутоа, во поглед на квалитетите како автомобил, Volvo си остана Volvo. Подосна дојде времето на тука многу интересно, многу убаво изреагира контролата на стабилноста, контролата на тракција. Значи, сепак се лисија тука и од едната страна е помала тракција отколку на другата и кога запрев, значи се слушна како го регулира. Значи тоа беше комбинација од ABS, ESP, контроли на тракција, секакви можни системи и изреагира, значи воспротивно во некои други постари автомобили при оваа тежина тоа веројатно би предизвикало и мало занесување на кривина на правец. Потоа дојде време на Volvo 850. Значи, Volvo пак направи нешто различно. 850 повеќе беше прочуен по Т5 моделите и по комбито кое што возеше се прослави во британското првенство со туристички возила BTCC славниот, каде што победуваше, беше невообичаено комби, па уште и Volvo да победува на трки. И Volvo беше различен. Volvo беше различен и во време кога го направи 480 ES како премиум модел од компактна класа. Во тоа време Mercedes, BMW, Audi уште немаа никаква представа, идеја да прават премиум компактен автомобил, а Volvo го направи, пак изреагира. Значи, многу будно работи контролата, затоа што сепак се работи за многу голема моќ, за фантастична моќ и за многу голема контролна тракција, многу голем вртежен момент, така што ова се знаци дека сепак е сериозно конструирано ова Volvo, не е туку така. И Volvo го направи 480 ES. Тоа е веројатно првиот премиум модел од компактна класа, иако условно е само дека спаѓа во компактна класа. Дури потоа почнаа да се појавуваат Audi A3, BMW компакт, уште немаше серија 1 BMW тогаш. Mercedes ја направи А класата. Меѓутоа пред сите нив беше Volvo. Volvo го направи премиум компакт. И секогаш бил различен Volvo. Секогаш имало нешто што се разликува од шемата, нешто што е повеќе. Па така и во овој EX30.
Значи не е само електричен автомобил, туку ова е тркачка машина. И не е само моќна, туку е способна за таа динамика да ја преточи во возна динамика, во уживање во возење, во безбедност. И преку 400 конски сили на вистина се чувствува, тоа е забрзување кое што човек го чувствува во главата. Значи не е само забрзување кое што од моја генерација го кажуваме дека е забрзување што ти влијае на стомакот, туку ова е веќе забрзување кое што влијае на главата. И сето тоа се фантастичен инженеринг. Тоа е 2024 година. А рекуперацијата ја заборавивме 200 километри. Значи 20 километри веќе имам досек зголемен само од спуштањето одгоре, а не сум уште ни на половина пат. Добра работа на навигацијата е тоа што предвидува, значи намерно ја вклучив навигацијата да ме доведе до тука и го пресметува патот до тука, предвиде дека на одредиштето горе ќе имам 53% наполнетост на батеријата, па дури ми предвидува и дека кога ќе се вратам во Скопје ќе имам 29% наполнетост на батеријата. Јас имав малку повеќе затоа што штедев на неколку места, а меѓутоа технолошки кажува многу во поглед на технологијата. Не е само моќност и не е само знак Volvo, туку е предизвикот е да се направи ваков автомобил. Тоа е уште еден одличен пример колку е природен електричниот погон. Доколку бев со некој друг автомобил, со некој погон, со дизел, дизел, овие отмени животни, па ќе се рега, ќе ги вознемираше нешто. Меѓутоа, леко од тоа дека се вознемирани, јас можам да им се приближам и нема никакви звуци ова возило не произведува, што тие би се иритирале, вознемириле. Тоа е целата приказна зошто е толку природно да се вози на струја. Многу малечки инструменти, меѓутоа реално тоа е камера, значи следи дали гледам пред себе, веројатно гледа и како трепкам и колку трепкам, и врз основа на тоа проценува дали сум способен да возам, можеби дали да не сум премногу уморен, доколку се занесам премногу и се загледам по некоја појава на улица. Значи се разбираме. Тогаш ќе ме предупреди системот да се фокусирам на возењето. И не пречи далеко од тоа. 205 километри рекуперација, односно рекуперацијата, повратокот на енергијата ми врати 25 километри досек. На поаѓање имав 393 километри досек, врз основа на претходните возења, го има пресметено интелигенцијата на возилото тоа, со внимателно возење, со редовно внимателно возење, значи кога ова не би било демо возило кое што сите им е предизвик да го испробаат забрзувањето и моќноста, значи во нормални услови на возење би можело да се смета дури на околу 450 км досек, а доколку се вози во град пак, тогаш би било и уште поголем досегот.
Пред мене автомобилов нема рекуперација, значи тој мора да сопира и тоа што кај него се губи, односно се претвора во топлина, овој залет, ова спуштање, гравитацијата кај него, тој мора да ја претвори во топлинска енергија, значи во фрикција и во топлина, значи така се претвора таа енергија, тој залет што го има надоле, се губи, се пренесува, не се губи енергијата, се пренесува таа топлина, се пренесува во околината. Значи, во основа не останува во возилото. А кај ова Volvo е сосем различно, затоа што немам никакво запирање, сопирање, туку електромоторот работи како генератор и тоа што пред мене возачов ќе го изгуби како топлина, значи таа енергија овдека во Volvo се претвора во електрична енергија и се акумулира во батеријата. И тоа се тие сега веќе 213 километри. Сигурно е дека ќе дојдам, значи со овој досег дека ќе дојдам до Скопје. И ќе ја приклучам да се полни. Во електроелемент има полнач. И понатаму продолжуваме утре. Така се прикажува енергетскиот биланс. Овој почетокот на графиконот е за делот од искачувањето на планина, овој средишниот дел е спуштањето и сега е возење по автопат. Највредниот податок, односно најважниот е дека потрошувачката изнесува 17,1 киловат часови. Со сите искачувања, спуштања, возења, значи тоа е мощна, примерна вредност, пристојна вредност. И извозени се 200 километри до сега. Имам уште некаде околу 70 километри до Скопје. Далеку од тоа дека возењето на струја е постојано под некој притисок, дали има досек, дали има полнач. Едноставно човек знае каде оди, знае колку ќе потроши, колку е патот до таму и нема што понатаму да има неизвестност околу тоа дали батеријата ќе има доволно досек или не. Значи, сепак, уживањето е тоа што го прави електричниот погон. Уживањето во тоа да биде различно. Значи, различно возење, не во друга смисла. И се забележува колку е чист кокпитот. Кога тоа го прават скандинавци, изгледа малку поинаку чисто. Значи, чистотата, едноставноста, ке не е уметност. Некој ќе го нарече минимализам со тоа што се ќе сведе на минимум, значи ќе пречисти секаква идеја да се внесе стил. Значи мислам на Тесла. Кај Volvo тоа е многу поразлично. И сите овие материјали се рециклирани, меѓутоа рециклирањето денес не е собирање отпад и претворање отпад во нешто ново, туку е висока технологија. Значи, унапредено е рециклирањето, е унапредено до ниво на висока технологија и овие материјали далеко од тоа дека изгледаат како кутија за јајца или кутија за пиво.